И дојде време конечно за да ја стартуваме топки нова декада. Со пауза од некоја година, од времето кога завршив со последната епизода додека живе во Барселона, еве овде од Малта ја стартуваме повторно со сите оние интересни содржини кога што ги имаш и предходно, но со додадени уште неколку нови кои ќе бидат атрактивни од светот на фудбалот и нормално она што се случува во моментот, а е интересно за сите нас во однос на викендот кој што ни предстои. Некако великденски ја стартуваме и тоа е убав почеток или убава информација како за старт. Ке има убави содржини, нешто што е интересно во европскиот фудбал и нешто кое ќе ве задржи од недела во недела да бидете со топки нова декада. Стартуваме! Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на крајот. Madre mía, Messi, qué jugada! Me vale en la playa, con tus ojos reprochitos y con tu boca enamorada. Enamorado de otro, de todo el que llegaba. Madre mía, qué gol! El gol de Messi, el gol del... Женскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. Добро вечер, продолжуваме понатаму. Ке стартуваме со англиската лига. Интересни двојки овој викенд и она што е интересно и атрактивно, а тоа ќе биде не само во склоп на премиер лигата, туку и во склоп на сите надпревари кои што ќе се играат од топ лигите во рамките на Европа. Еден ќе го издвоиме како топ надпревар и малку подоцна во текот на првава епизода од продолжението на топки нова декада ќе се задржиме точно на него. Знаете кој е тој надпревар, но за него малце подоцна. Инаку играат сабота Кристал Палас Манчестер Сити, Брайтон Лидс, Челси Фулам, Евертон Астон Вила. Недела Нјукасл Арсенал, викенд топ надпреварот, кој што подоцна ќе го вработим малку подетално, Тотнам Шефилд и во понеделник Вест Бром Албион против Волфс и Барнли против Вестхем. Со оглед на табелата која што ја гледате и која што добива една нова динамика кој ќе влезе во игра за Лига на шампионите, па дури и Евертон има мали шанси со оглед на тоа што се случува сега и овој викенд и она што ќе биде како продолжение во Лига Европа и Лига на шампиони, шансите се тука. Значи, нешто слично како и во дел од другите европски лиги. И Англија не е сигурна точно со финалето на оние клубови кои што ќе играат следната година во европските купови. Она што е веќе известно е покрај спаѓањето на Шефилд, мислам дека ќе му се придружат и Фулам и Вест Бром Албион, затоа што Фулам игра против Челси овој викенд, иако ако размислуваме малку логично, може да очекуваме тука и едно изненадување, бидејќи Челси ќе бара свое решение за финалето во следниот надпревар. Ќе кажам, иако Реал Мадрид можеби не е тим од кој што може да се стравува во овој момент дека ќе направи изненадување. Што се однесува до Манчестер Сити, ќе кажеме, мора да бидат малку по-концентрирани и на тоа што ќе се случува од понеделник натаму. Затоа и надпреварот против Кристал Палас не очекувам дека ќе биде така фуриозно како што би можел да се очекува настап
од Манчестер Сити. Брайтон и Лидс ке ми се еден убав неизвестен надпревар, додека Евертон Астон Вила повеќе од известно не би сакал да коментирам како што и надпреварот Ньюкасл Арсенал. Наизглед ќе кажеме дека е известно дека Арсенал ќе биде тука фаворит, но со оглед на тоа што ќе бараат излез следната година токму преку успехот во Лига Европа, а знаете дека е тврд орев Вилјареал, напротив и видовме, мислам дека овој викенд тука може исто така да се очекува едно од изненадувањата. Како и да е, борбата за првите 4 позиции се надевам и предпоставам дека ќе остане таква како што е сега Сити, Юнајтед, Лестер и Челси. Значи, за надпреварот кој што реков го прогласуваме викенд топ надпревар, нешто подоцна. Спартанс е шампионот во Малта. Зошто го земам како пример? Како пример од проста причина што Жозеф Портели, кој што е собственик на клубот, една информација ја знаеме од пред неколку месеци, ми привлече внимание дека тргнува по една насока каква што досега е позната кај земјите со помали фудбалски клубови, а кои што се пробиваат во рамките на групите во Лига на шампиони. Така и беа Анортозис, така беше Клуз, така беше и се уште е Динамо од Загреб, а очигледно дека таа патека сака да ја фати токму и Портели. Имено, кажа дека има намера да вложи од 2 до 3 милиони евра во следната сезона, со тоа што ќе направи тим со кој што ќе исчекори во фазите, групи од Лига на шампиони, бидејќи ќе има право на настап. Бодовното салдо кое што го носи низ коефициентите за настап на малтешките шампиони во Лигата на шампионите квалификации не е толку големо, но со вакво едно вложување, со еден тим, создавање на една екипа која што може да биде далеку поконкурентна во однос на оние кои што имаме намера да ги и некогаш ги нарекуваме ситната боранија, можно е да направи исчекор. Имено затоа и ги спомнав првично оние клубови кои што досега оставија печат, бидејќи со влегувањето во групите на Лига на шампиони, веќе за земјите како Малта, како Црнагора, како Хрватска, Србија, па Црвена звезда знаете каков исчекор направи, може неколку години да се преживува во сопственото национално првенство како шампион и подоцна да се едноставно свртат парите на подобро и на подобро во следните сезони. Интерес останува во Шпанија, посебно на самиот крај, ако сите мислевме дека можеби тука Барселона ќе добие предност пред овој викенд со незаостанат надпревар, испадна дека не е така. Веќе останува се во рацете највеќе на Атлетико Мадрид и Реал Мадрид дури има поголемата шанса од Барселона, ако ги победат сите надпревари како што очекуваат во Барселона, тогаш тие ќе бидат во предност бидејќи имаат подобар меѓусебен скор. Единствено Севилја може да дојде од втор план за хушкани, ако бидат па да почнат да играат нерешено, тогаш може да бидат тие изненадувањето во примера оваа година. Ејбар Алавес, Елче, Атлетико Мадрид, УСК Реал Сосиедад и Реал Мадрид Осасуна. Ги имаме за денеска. Валјадолид Бетис, Вилјареал Хетафе, Гранада Кадис и Валенсија Барселона со големо внимание. И нормално, во понеделник Севилја Атлетик Билбао надпревар кој што може да каже многу. Не верувам дека борбата за излез во Европа помеѓу Реал Сосиедад, Бетис, Вилјареал и Гранада сега веќе се приклучи, дека тука ќе биде нешто неизвестно. Не верувам дека Атлетик Билбао ќе се приклучи на оваа група, бидејќи треба да очекува многу киксови на тие пред нив. А доле за испаѓање веќе се знае каква е позиционираноста. Следниот викенд ќе биде многу интересен и атрактивен и тогаш ќе посветиме малку повеќе внимание на шпанската примера, заради тоа што во исто коло ќе играат Атлетико Мадрид со Барселона и Реал Мадрид со Севилја. Тоа коло ќе го дефинира веќе почетокот на крајот. Кој ќе биде шампион во Шпанија?
Златан Ибрахимович и дефинитивно, барем според она што може да се прочита деновиве, е собственик на 10% од акциите во бетинг компанијата или ќе кажеме ајде онлайн обложувачницата Bethard од Шведска, но со седиште во Малта. Практично во Сент Джулијан, на некои 7-8 километри од место каде што ја снимаме оваа емисија, таму име седиштето. Не е тоа изненадување, бидејќи уште пред многу години голем дел од бетинг компаниите низ Европа од Гибралтар ги преместија своите седишта во Малта, а во однос на економската исплатливост на државата неколку пати досега имам објавувано дека скоро 20% од целиот економски колапс од капиталот во целата држава на овој остров доаѓаат од бетинг компаниите. Ги има премногу, буквално од цела Европа, бидејќи тука со доаѓањето на правење на седиште во Малта практично се добиваат дозволите за онлайн обложување низ цела Европа, а полесно се добиваат и за другите земји од Источна Европа и така натаму. Значи, ова не е изненадување, сега изненадување дали Златан Ибрахимович знаел. И тоа веќе е дискутабилно, бидејќи мене лично ми е веројатно, тоа се компании од неговиот град, не му познати. Мислам дека со работката што сакал да ја направи доброволно, едноставно тие како благодарност му дале евети акции во нашата компанија и така станува собственик, без некој да го консултира од неговиот тим, знаејќи кои му се менаџерите и многу не посветува внимание на такви детали, на такви дупчиња во законските регулативи на, ќе кажам конкретно на Златан, и не верувам дека дури и знаел дека со ова подарок 10% од акциите на компанијата, дека може да си направи таква штета. Да, штетата може да биде голема. Сега ќе влезат во судска полемика Чеферин и Златан Ибрахимович и баш би сакал да видам човекот што нема влакна на јазикот, а знаејќи дека и не верувам дека нешто правил некакви манипулации, калкулантски работи со бетинг компании, сега па на крајот од неговата прекрасна кариера, дека ќе си влегува во таков ризик и дека ќе си става трн во здрава нога. Мислам дека на крајот гришта ова е од длабоко незнање или едноставно пропуст некој менаџерски повеќе, ќе кажам. Ќе ги најдат дупките во законот, во тоа сум 100% сигурен, но ме интересира ако дојде до судски спор, како ли Чеферин ќе најде начин со оној кој што нема влакна на јазикот, ќе кажам пак, да излезе на крај. Во Италија приказната е малце по-различна. Таму е веќе се јасно. Не е никако во Шпанија, а ни далеку од она што во Англија ќе се случува. Не е барем за вротете во тие неколку први 4, 5, 6 позиции. Тука е јасно. Интер не верувам дека ќе направи толку многу зијан на самиот себе до крајот, за да ја изгуби титулата која што му е веќе враце. Интересната борба ќе биде местата за Лигата на шампиони наредната година. Јувентус го одработи своето, кажа дека не е веќе одамна така фаворизиран за шампионската титула како што се претпоставуваше во времето на доаѓањето на Кристијано Роналдо. Тоа може би е и она информација последна која што излезе неделава, Алегри се враќа, но има услов. Покрај оној распоред на фудбалери кои што треба да добијат отказ од Јувентус, на листата стои Кристијано Роналдо. Алегри очигледно не сака да работи со фаворизирани ликови, со некој кој што поставил авторитет на погрешна страна од вагата. Барем така може да ја процениме неговата одлука. Да, ќе дојдам во Јувентус, ама не сакам да работам и да соработувам со Кристијано Роналдо. Колку ова вистина и колку ова ќе се реализира, ќе видиме. Во опција се уште неколку нови варијанти за оправување и закрепнување на Јувентус следната сезона, но за тоа ќе имаме време да зборуваме. Посебно тоа ќе се разигра, мислам, многу повеќе со завршувањето на европското првенство.
Што ќе имаме на распоредот денеска? Верона Специја, Кротоне Интер и Милан Беневенто. Топло-ладно. Тоа е Милан, иако очекувавме многу повеќе, но самиот крај ќе докаже дали ќе имаат сила да го издржат овој притисок што го имаат наметнато сега. Лацио Дженова. Интересен надпревар во кој што сакам да имам и поврзување со Горан Пандев. За оваа недела го планиравме, но ќе го слушнеме секако и ќе го видиме човекот кој што стана најдобриот македонски фудбалер во италијанската лига. Калчо и Македонија, ако ги поврзете, се знае. Едно име ќе остане запишано во историјата. Горан Пандев. Не само по оние 100 гола кои што ги постигна за Дженова, туку и за сите оние титули и игри кои што ги остава. Се враќа на теренот на својот бивш клуб. А се сеќавате дека и една од нашите последни епизоди, кога бевме присутни таму, додека беше во една тензична атмосфера Горан Пандев токму во Рим, ни е повод и за разговорот кој што го планираме со него. Болоња Фиорентина, Наполи Каљари, Сасуоло Аталанта, Удинезе Јувентус и Самдорија Рома. Тоа се двојките кои што ќе ги гледате во текот на утрешниот ден и останува само еден надпревар за понеделник, тоа е Торино Парма. Несторовски е повреден, нема да може да настапи против Јувентус, но она што е интересно и атрактивно, јас навистина ќе го исчекувам овој надпревар да ја видам завршницата, бидејќи одамна немаат изиграно нерешено, а знаеме дека и таму низ годините назад, посебно периодот во изминатите 10, знаеше да има и изненадување на овој надпревар. Веќе можеби нема да биде квалификација, го кажеме, изненади Јувентус, загуби во Удине. Но, како и да е, бидејќи борбата за позиција во Лигата на шампиони наметнува освојување на 3 бода, инаку Лацио со еден надпревар помалку има многу голема шанса да се доближи, да им дише во врат и на Милан и Јувентус и веќе да се фати за она место кое што ќе води во Лига на шампионите. Посебно сега викендов Дженова е една од темите која што тука може да се очекуваат такви 3 бода. Како и да е, ќе биде интересно, а за борбата за испаѓање веќе таму мислам дека скоро се е јасно, иако Каљари, Торино тука има малце шанси за некои повеќе да кажам и излегување надвор, ама таа не е толку атрактивна колку што е она за врвот. Значи Италија, сега се поврзуваме малку со Горан Пандев. Како што најавив и во стартот, кога би се спомнало Калчо и Италија, веќе Македонија во историјата на италијанскиот фудбал запишува под број 1 едно име. Тоа е твоето име. Гоче, прво да те прашам како си. Не си во карантин, но слободен си пред еден од поважните надпревари за Дженова. Ти благодарам, Фили, на поканата. Среќен сум што те слушам после подолго време. Да, кој што каже, супер сум, добар сум еве овде во Италија. Во недела нема да играм против мојот клуб, жел ми беше, знаеш, против Лацио да играм, али последниот надпревар го направив 5 жолт картон и сега сум казнат еден надпревар, па овој викенд ќе одмориме. Го пропушташ можеби и за мене, ќе кажам, најважниот надпревар, од проста причина што после долго време ние повторно ја започнуваме топки нова декада, а една од завршниците во претходните епизоди беше моето гостување во Лацио, благодарение на тебе, кога бев за кратко барем твој соиграч и дел од екипата на Лацио. Каква е атмосферата сега на таа линија твоја? Колку имаш контакти со дел од управата од Лацио? Иако таму е веќе се сменето. Дали имаш уште некои односи? Дали е нешто останато од она старото? Односи, знаете како завршив со Лацио на неславен начин, на нож. Секој пат ќе му бидам благодарен, бидејќи екипа што ми даде шанса да се докажам во серија и мислам дека најдобрите мои надпревари во мојата кариера ги имам одиграно во дресот на Лацио. Сигурно дека таму има уште Таре спортски директор ми беше мој соиграч. Лотито исто остана газ, дали немам никакви контакти, имам контакти само со Радо. Со играчот Радо игравме
играме заедно и до ден денес останавме во контакти. Со Пепе Рейна, бидејќи сега ова сезона е таму, јас со него играв во Наполи и имаме многу добри односи и со него исто така. Со другите, како што каже, се смене многу генерации, многу луѓе и немам некој однос со нив. Да, веќе и Интер, а сега посебно Дженова те носи на крилјата на клубот. Во Дженова го постигнавме 100 гол, нема да се повторуваме, веќе цела Европа збореше за тоа, посебно во Италија. Што очекуваш вака одстрана? Ќе го гледаш надпреварот преку телевизија, исто како ние. Што очекуваш утре? Односно, што очекуваш сега? Па добро, тежок, не очекува нас тежок надпревар. Знаеме дека Лацио уште во борба за ова четврто место во што носи Лига на шампиони. Ние ни фалат уште 2-3 бода до математички обстанок и мислам дека ќе биде еден интересен надпревар. Сигурно дека Лацио е фаворит, али ние нема што да изгубиме. Мислам дека можеме барем да дојдеме до бод, бидејќи за нас ако освоиме бод во Рим, мислам дека ќе биде завршено првенство и мислам дека ќе се спасиме, али не очекува еден тежок надпревар. Се надевам на еден добар резултат, али знаеме дека Лацио е фаворит, али ние некако што ти кажав, нема што да изгубиме и се надеваме на еден барем нерешено да играме. Со оглед на тоа што Дженова е најстариот клуб во италијанската лига и твоја гордост е нормално што си дел од неговата историја, посебно со убав успех, мислиш ли дека ќе завршиш кариерата таму? Па сигурно дека овде ќе завршам мојата фудбалска кариера. Сигурно во најстариот клуб во италијанската лига. Горд сум тоа што го направив овде во Дженова, бидејќи екипата беше во многу тешка ситуација веќе долги години, али ние успеавме некако да се спасиме, ако и во задните кола, али мислам дека Дженова заслужува да игра во серија, бидејќи, како што кажав, најстар клуб во Италија, има едниот од подобрите навивачи и стварно луѓето едноставно го сакат клубот и живеат за фудбалот овде. Тоа е добро, ја со оглед на тоа што се повеќе читам за продолжување на твојата кариера. Не се пензионирај, Горане, бидејќи го даваш најдоброто сега. Знаеш, велат, Горане како виното, што постар, тоа подобар. Дали тоа значи дека може уште некоја година плюс да продолжиш од оно што си загарантирал? Не само поради репрезентацијата. Дали има шанси да те очекуваме дека можеби ќе издржиш и квалификациите за светско, па тука ако направиме некој успех да остане? Тоа да те повлече? Па не знам, Филе, види, мојата идеја, како што знаете сите, после Европско првенство да се пензионирам, али овде луѓето се упорни, секој ден ме убедува да продолжам барем една година, уште една година да играм. Јас исто и физички се осеќам стварно добро, али не знам, да ти кажем наискрено, зборев и со мојата сопруга и мојата идеја да после Европско првенство да се пензионирам. Па ќе видиме, здраве Боже, после Европско првенство, дај Боже да биде секој што треба во репрезентација, па ќе размислуваме за нешто друго, али за сега останувам на ова идеја, па времето ќе покаже. Да, факт е тоа што го кажуваш, јас сум повеќе емотивен, затоа што факт е дека сопругите Надица многу жртвуваше за твојата кариера. И сега ти да вратиш точно. Со оглед на тоа што еден од најдобрите светски тренери, Джозе Мориньо, ти е пријател и многу пати сме читале дека еден од фудбалерите кои што ги цени си токму ти. Сега вака кога е во пауза, дали некогаш сте искомуницирале, па да ти каже, Горан, можеш уште, терај, па некако да те повлече? Да ти кажем најискрено, после мојот 100 гол во серија, Мориньо ми пушти порака и ми вика дека уште играш, уште даваш голови, вика, не се откажуваш. Добро, имамо со него стварно пријателски односи и исто, и ми збори додека, знаеш, додека се осеќаш добро физички, додека можеш да играш, треба да играш, бидејќи знаеш дека фудбалот на нас ни е се после кога ќе се откажеме, не знаеме како и што понатаму, па не знам, ти кажам, затоа и многу луѓе ми зборат да продолжам, али ќе видиме. Не е баш едноставна
одлуката. Јасно. Горан, пред крај имам уште само две работи. Пред Да. крај, одмah да ти кажам дека ќе ти закажам уште едно телефонско јавување во јуни пред да стартува македонската Нема репрезентација на никаков својот пат. Сега, кажи Нема ми никаков. твоја, ама искрена, перспектива и проекција на она што ќе се случува на европското. Имаме ли шанси да направиме таму изненадување, па макар да пројдеме еден круг? Па добро, сега не само ти или не само јас и туку цела македонска јавност по последните резултати сигурно нас очекува и сега да ја поминеме групата како нешто, ние сме фаворити и со Холандија. Али ја мислам дека треба реално да ги гледаме работите. Ние стварно имаме добра репрезентација, квалитетна репрезентација, стално кажем, ако сме комплетни, ние може да играме, да се надигруваме со сите. Знаеме дека на ова европско првенство нема што да изгубиме, само може да добиеме. Јас се надевам дека првиот натпревар ќе ни биде одлучувачки натпревар со Австрија и ако тргнеме со победа, мислам дека ќе се пласираме во осми на финале. Али како што кажав, сигурно дека не сме фаворити. Не треба да имаме голем притисок и ми долго време се познаваме заедно, имаме една млада и доста искусни играчи. Имаме еден стварно квалитетен селектор, добро ги анализира противниците и се надевам дека со едни добри припреми да бидеме комплетни, па мислам дека можеме да направиме изненадување на ова европско првенство. А за нас изненадување е сигурно да го поминеме, да ја поминеме групата. Да. Ти благодарам многу за твоето одвоено време, посебно сега вака пред Великденски, без разлика што сме во земји и јас и ти, кои што на друг датум го прославуваат Великден, ние си ја држиме традицијата. Си ја држите ли вие традицијата? Има ли навица излапцано јајца? Да, па денес, да. Значи, во недела фамилиарно, ручек и стандардно ќе си ги прославите празниците. Така е, стандардно. Сега и немам право да играм, па ми се погоди вака за така. Ова не сме да не слушнат навивачите на Дженова, затоа и на македонски јазик убаво изгледа. Горан, ти благодарам многу, голем поздрав до фамилијата, убаво да си ги поминете великденските празници и се слушаме повторно пред почетокот на европското првенство. Океј, обавезно. Поздрав големи до вас, поздрав. Германија ќе паузира до Ѓурѓовден. Ќе имаме само еден надпревар викендов, или како може да се каже понеделник, али како опашка на викендот. Тоа е надпреварот меѓу Мајнц и Херта. Мајнц е во еден добар низ од 3 победи, може да биде ова четврта, иако на некој начин ништо не значи, а Херта има 3 заостанати надпревари и овие 3 бода и се неминовни да ги освои, ако сака да излезе од онаа борба во која што е заглавена на дното и да бара шанса до крај, бидејќи има уште многу надпревари, уште многу кола, и има шанси реално да се спаси. Значи, за германското првенство малку повеќе следната недела. И време е сега да се посветиме малку на викенд топ надпреварот. Надпревар кој што ќе го одбележи овој викенд и кој што го сметам за најатрактивен, тоа е надпреварот помеѓу Манчестер Юнајтед и Ливерпул. Од многу аспекти. Прво видовме еден прекрасен надпревар, но фантастично второ полувреме во Лига Европа. Нешто неверојатно, нешто спектакуларно ќе кажам и слично како што Пеп го изигра оној надпревар претходно против Парис Сен-Жермен, посебно во на второ полувреме. Манчестер Юнајтед е во добра позиционираност во однос на низа на победи. Лиц, како да се претплати на нерешено со оние кои што се фаворити. А Ливерпул мора да игра на се или ништо. По оние 2 кикса со Лиц и со Ньюкасл, иако има проблеми, има малтене ќе кажеме болница во тимот, Ливерпул е на позиција да мора да излече барем едно нерешено, ако сака да се избори за убава Европа следната година. Бидејќи, иако има лесен распоред до самиот крај, Саутемптон, Вест Бром Албион, Барнли и Кристал Палас во последното коло, сепак може да биде многу недостижен Евертон ако зафати залет и го помине Ливерпул. А веќе
за другите екипи кои што се во далеку подобра позиционираност бодовна сега и во еден убав низ дека може да го привршат ова ковид првенство до самиот крај. Од тие причини сметам дека Ливерпул нема туку така да ја предаде да го предаде овој надпревар без барем да освои еден бод. Ако се прашувам како ли би го изиграл или како би го типувал овој надпревар, не би го оставил без двојка, но никако и без X. Од проста причина што мислам дека исто така, иако резултатот од 6-2 е добар кредит за реваншот во Лига на Европа, сепак концентрацијата за овој надпревар нема да биде ставена во маргини како што се очекува и се да биде фрлено на картата против Ливерпул, бидејќи Манчестер Юнайтед сепак има еден добар кредит за мирно и полежерно да ја заврши сезоната во Премиер Лигата. Од тој аспект и мислам дека и она што е интересно и атрактивно, и од тој аспект го прогласувам некако овој надпревар кој што не би требало да го пропуштиме и не би требало да го тргнеме вниманието дури во двете полувремиња концентрирано, иако ќе кажеме не одлучува во моментов за ништо, не е борба на живот или смрт, но сепак индиректно за Клоп ова е од многу аспекти едно од најважните надпревари во финишот на првенството. Ќе имаме една стандардна рубрика, секогаш во викенд топ надпреварот, ќе имаме и представување на она што е интересно и атрактивно како предлог за викенд доручек, викенд ручек или викенд вечера од земјата каде што доаѓа или од градот каде што доаѓа ова дерби, кој што ние ќе го квалификуваме како наше најважно дерби во текот на една епизода. Во случајот тоа знаете, Манчестер Юнайтед и Ливерпул, бидејќи сепак е велик ден и знам дека многумина од вас поста, може би ова ќе биде добро и за недела наутро. Што е најпопуларно и најпознато во светот кога станува збор за англичани? Се знае, English breakfast или англискиот доручек на типично англиски начин, како тоа го прават англичаните. Ќе отсутствува само еден елемент, бидејќи искрен да видам, јас тоа нити можам да го јадам, нити ми се допаѓа, но ќе ви кажам што станува збор. Значи, за денеска ќе се почастиме со еден англиски доручек во чест на викенд топ надпревар. Англискиот доручек мора да ги има овие состојки: јајце, сланинче, домат кој што ќе го пропржам, печурки, овие се пушени ковасички и тоа се малтешко, англиски ги пронајдов овдека, многу се добри, тостирано лепче, сега фали оној што го вика црн пудинг. А најважното нешто, тоа го подготвив предходно, бидејќи многу време ќе треба да го чекам, графчето. Графчето англичаните го имаат буквално од доручек. Една Шартим Шакири ми кажа приказна, вели, ти да знаеш, ако има микрофони на самиот терен, додека играме фудбал, тоа знаеш што ќе биде? Сите вика, прадуцка додека трчам. Зошто? Ностоп се јаде граф. Како што порано се јадело месо, шпагети и така натаму, барем во македонски услови, англичаните вика, пред надпревар задолжително, и практично секој ден го јадат, но пред надпревар задолжително на 3-4 сата пред надпревар има граф. Вика, срека што нема микрофони на самите терени. Верувам во тоа. Од кога се пресели во англиско градово на Пордаче да живеам, гледам колку и овдека, бидејќи е некако под Комонвелтот и Малта, буквално секој ден се јаде англиски доручек. И секое утро граф.
И нормално збор 2 за Суперлигата, но нема многу да должам и нема многу да објаснувам, бидејќи на нашата страница може да го прочитате и да го видите низ видео се она што јас лично го сметав како момент кој што е важен да се акцентира во однос на она што се случува во Суперлигата. Само едно напоменување, значи нема да има во денешната епизода ништо повеќе, иако тоа ќе биде сегмент кој што ќе го следиме. Сите оние што сакате да слушнете нешто повеќе, ќе следите во видеата на нашата група. А само едно ќе кажам како завршница на овој пасус, Суперлигата не е ни завршена, не се ни откажани клубовите и напротив, тоа се уште стојам на ставот дека наскоро ќе се реализира. Дали за година, можеби за 2, а можеби и поскоро, бидејќи ваквото раководење и менаџирање на страна на УЕФА никаде не води. На крајот од краиштата, за многу кратко, за 5-6 месеци, ќе ги видиме више оние сите нус појави од корона протоколите и од наметнатите нови позиционирања на светскиот и европскиот фудбал. Посебно што беше акцентирано дури од страна на Флорентино Перес. Значи ќе бидеме во тек на настаните и ќе следиме како ќе се одвива до самиот крај. И тука е крајот на првото враќање од Топки нова декада. Следната недела ќе ги имаме плюс уште германците, на се во ова ќе стартуваме и она наградна игра подароци за вас и ќе почнеме да се загреваме полека за европското првенство. А кога сме веќе кај европското првенство ќе се префрлиме па и на светското и нормално ќе завршиме со жени. Да ве потсетам за оние што не слушнале дека беше излекувањето за квалификациите за светското првенство 2023 година што ќе се одржи во Австралија и Нов Зеланд. Македонија е во групата со Англија, Австрија, Северна Ирска, Латвија и Луксембург, а она што ми е мене атрактивно и нас како екипа на Топки нова декада и надпревари кои што ќе ги следиме во живо, секако се надпреварите на Малта кои што ќе игра во групата со Данска, Русија, Босна и Херцеговина, Азербејџан и Црна Гора. А шампиони, знаете кои се, токму овие што ги гледате зад мене, американките кои што ќе бранат титулата 2023-та во Австралија и Нов Зеланд, а знаете, тренер македонец. Бидете ми во добро здравје, поминете си ги убаво велигденските празници и се гледаме следната недела, сабота наутро. Чао!